Освен политичките партии, владата денеска призна дека постојат диаметрално спротивни мислења во врска со иднината на специјалното јавно обвинителство. Да, постојат клучни, сериозни разлики помеѓу опозицијата, представниците на ВМРО-ДПМНЕ и владата на Република Северна Македонија. Како што знаете, опозицијата бара СЈО да биде оделение во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а не посебно обвинителство како што е ставот на владата. Втората клучна разлика е околу иднината на истрагите кои што се во тек, предистражните постапки и обвиненијата кои што се покренати по 18 месеци од предавање на материјалите. Владата пак останува на ставот дека специјалното обвинителство треба да биде дел од редовното, но со одреден степен на автономија. Владата исто така не се согласува ово обвинителство да ги прекине веќе започнатите предмети. Шефицата на СЈО Катица Јанева во емисијата на 1 ТВ Печат на неделата изјави дека специјалното обвинителство е резултат на политички договор, но поради кризата која настана во правосудниот систем, кој како што рече Јанева, не реагираше на бомбите кои беа објавувани од тогашната опозицијска партија СДСМ. Мислам дека во суштина никој пат не може да има идеален закон, ниту па и овој што го практицираме е идеален. Најважно е тоа да обвинителот, кога се работи со закон за обвинителство, да има доволно интегритет, авторитет и проактивност да го оживее тој закон во пракса. Ви го обезбедува ги тоа овој закон? Тоа ни го обезбедува и мислам дека е добро направено во согласност со европските закони. Реагираше и невладиниот сектор. Тие минатата недела побараа владата да го повлече предлог законот и да го врати на доработка во Министерството за правда. По неуспешниот прв обид, портпаролот на владата Бошњаковски за в петок најави нов обид за договор за иднината на специјалното јавно обвинителство.